ова е куќата што веќе почнува да попушта, значи овде имате како на две поделена. Еве, идејата е долниот дел што е како подрумски дел да може да се среди, еве горе има дупка, да се обнови, да се стават врати и прозори и да се затегне целата куќа. Еве, драги мои, сега влегуваме во горниот дел. Овде тие си имаат две соби оспособени каде што живеат и таму се три членови се на ова семејство. Но овде оваа соба, значи, таа е проблемот што попушта цело време, да. Повлечена е целка надолу. Да, повлечена и се чувствува дека во секој момент може да се сруши. И шифонеро. Гледа какава дупка има. Да. Еве дупка. Значи целосно би требало да се реновира. Сега ви, драги мои, еве ова што вчера ви го кажав преку слика и видео, денеска и сама дојдов да видам што се работи во градец. Се договоривме со мајсторот да дојдеме. Значи она што до сега е потрошено само за мајстори 1200 евра. Денеска треба да му дадеме уште 500 евра, но бидејќи не го направив договорот, ќе го ставиме за во вторник, за да се подпишеме, да биде се регуларно. За вас ова сега е наред, така ли? Значи тука сакаме да го искористиме материјалот што е донација од Климент Лазаров. Тоа е, оваа соба беше во многу тешка состојба и се уште. Значи тука е расчистено за да може да се работи. Еве сега се упатувам кон куќата на тетка Ленка да видиме до каде се. Носам со мене подароци за Дејана, бидејќи не стигнав да дојдам на роден ден. Да видиме што е денеска, што се работи денеска. Веднаш там ќе го отстраниме она што е непотребно, трската. Мајсторите, бидејќи работат, тие работат, имат своја работно време до 3, после 3 ќе дојдат тука и директно ќе го средат тоа. Оваа соба после секој е ново тука и ти сама ќе си имаш приватност. И некој нов телевизор, ќе си гледаш телевизија, ќе се уживаш. тебе нови телевизор. Абе ќе има и отом потом, ќе најдеме се. Значи после следна фаза ќе биде паркет, каминат. Еве го и мајстор Арем. Што туку заврши денешниот ден, ние веќе имаме целосна реконструкција на оваа соба, односно се е наместено, се е спремано. Да. Кај Дејанка сум и сега ќе ајде да видите само колку многу се работи тука. Имаме денеска и појачување. Еве нашата нова снага, сила, Горан Вангелов и нормално Ѓорче и Столе и Славко, кои што за неполни неколку 2-3 часати, бидејќи се многу, а и многу се брзи, видите само како изгледа зидот. Епа, драги мои, денеска имаме едно големо изненадување за вас и ние се изненадивме искрено, бидејќи мислевме дека многу препреки и денеска ќе имаме некои пречки, но дури и порано успеавме да го реализираме она што мислевме. Еве ги гледате таму долу на патот Дејанка и тетка Ленка. Значи јас ги испратив на гости за да не видат што се случува овде. А ние заедно со Злате, Дејан, Круме и Мики, мајсторите што работеа од Лески, значи бевме заедно со нив, работеа овде бесплатно и од тогаш многу се приврзаа за ова семејство и сами одлучија со група нивни други пријатели, значи да купат неколку работи за ова семејство. Значи денеска благодарение на Борчо со неговиот камион ги донесовме, значи донесовме многу работи, односно креветот, петоседот што беше од Оливер Стојменов,
и сето на друго што го донесовме беше донација од мајсторите заедно со нивните пријатели. Значи од телевизор до лустери до се она што ќе видите внатре, до сервиси за чаши за кафе, чаши за сокче, чини, плакари, закачалки. Ќе видите сега моментално да видиме. Јас сум возбудена како ќе се случи нашата прва средба со новата соба. А во меѓувреме, до крајот на денот, ние ќе направиме благодарение на нашиот пријател Киро, ќе направиме едно видео во кое што ќе ги споредиме, нели, првичните наши првиот пат кога дојдовме овде, кога нели направивме снимка од собата кој што беше во распаѓање, па до сега, нели сега кога ја уредивме. Сега они ништо не знаат. Тетка Ленка знае, но Дејанка не знае ништо. Сакаме да ги изненадиме, а во меѓувреме купивме и храна. Добра ли си? Добра сам. Каде беше? На гости? Тудо Митре. Ајде сега. Значи, подоцна ќе ви објасниме се што се случи. Мајсторите од Лески, кои што беа, нели, мајсторите од Лески кои што работеа на оваа куќа, направија изненадување и сето она што сега ќе го видите беше 90% од нив. Што правиш? Ајде. Леле, шо е ово? Ние дојдома, а тебе те нема. Па ни беа до Митре. Се е направено, Дејак. Арни ли сте вие, дечки? Добро. Дека си ти, ти. Добро ли си? Да ни кажеш кој е дека да ставиме, а ти немате. Ела. И ние собачката, Дејак. И ние сами ставаме. И ние сами ставаме. Да, и пердиња, и се. Добро ли сме ставили? Пердињата, да, од тетка Николинка од Лески. Како што ветив, нели, дека ќе направиме едно ретро од почетокот како почнавме па се до сега. Имаме уште многу нели видеоматеријал. Знаете дека постојано стававме и можете и сами да се потсетите на нашата страна. Во моментот гледате како нели денеска одеше денот, но јас исто така сакам да напоменам и овде сега повторно да кажам дека за оваа соба, односно за целосната реконструкција на куќата, ние имавме голема подршка од многу значи луѓе, како поединци, така и фирми. Значи јас постојано ги споменував сите и постојано нели кажував што од кого што е направено. Но за да не се повторувам и да не ги нели споменувам сега повторно сите, планираме да продолжиме со работа овде, значи не застануваме, ќе правиме уште многу, значи целта ни е сега да се направи фасада, ходникот каде што нели минуваме постојано, го гледате, значи за таму имаме обезбедено нешто, дел ќе обезбедиме од други места, значи денеска имавме исто така подршка и од Хубос, кој што македонка која што нели ни рече дека од таму можеме да пазаруваме за семејството. Денеска зедовме некои делови, ќе земеме уште нешто. Значи имаше доста иселеници од странство кои плаќа фактури, младинска организација која плати нели фактура, Климент Лазаров кој што ни даде материјал. Значи ги знаете добро познатите мајстори кои што беа цело време со нас. Тука е Славко, нашата безпрекорна подршка, Борче кој што ни помогна за прозорите, како и нели сите останати што беа вклучени постојано, нели да не заборавам некого, мајсторите што бесплатно работеа, како и исто така нели да не ги заборавиме и Глигорчо и Адем кои што беа цело време со нас и на секој повик нели не можеа никако да не одбијат и секој од срце работеа. Но како што кажав, ќе се собереме заедно сите што цело време нели сме тука и што ќе продолжиме понатаму да работиме за ова семејство. Секој што ќе сака повторно да не подржи, нека не контактира за нели во иднина.
Голема благодарност и до нашиот професионалец во техничка подршка или нели подршката Киро Мицев, кој што него направи ова видео како и многу претходно и чува од нас се што правиме за да може нели така да не подсетува на сите наши активности и нели да ни ги склопува така да биде јасно за сите да знаат за што се работи.